Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Како е се пожешко и повисоки температури, така се разгоруваат, да речам, во наводници и темите за она што значи откуп на лебното зрно. Жетвата веќе некаде е започната, најпрвен секако на јачменот, а потоа и на пченицата. Се уште неизвестноста околу откупната цена постои, иако како што велат самите производители, цените треба да бидат повисоки во однос на лани, бидејќи импутите, трошоците за она што треба да се вложи во производството на лебното зрно се поголеми, стартувајќи и од нафтата, но и од сите други репроматеријали, вештачките ѓубрива. Добро е искористија некој она мерка која што беше донесена за намалување на маржите за вештачкото ѓубриво, но напоменуваат дека оваа мерка е задоцнета, бидејќи се стартува, се знае, од февруари со вештачките ѓубрива, а секако и за есенските култури, понатаму, за есенската сеидба, ќе треба повторно да се примени, бидејќи цените се уште не се стабилни. Што очекуваат производителите? Производителите очекуваат откупната цена за килограм пченица да изнесува 14, може и 15 денари, секако зависно од приносите, но очекуваат и продолжување, како што реков, на оваа мерка. На времена исплата и на времена исплата и на субвенциите, не само на откупеното. Не е само оваа тема која што ќе биде застапена во денешнава емисија, туку и останатите, каде што главна нишка, да речам, во сите овие прилози кои што ќе ги гледате, е откупната цена, која што во континуитет, наместо да остане иста, постојано паѓа. Не се доволно заштитени нити овоштарите, нити градинарите. Тие кои што произведуваат домати, навистина имаат проблем од она што е увоз. Црвени брег располага со површина од 1000 до 450 хектари, која е земена под концесија, од кои 1000 до 150 хектари се поледелски ниви, најчесто засејани со есенски житни култури, сточен грашок, а останатите 250 до 300 хектари се под лозов наст. Од есенските култури, сезоната 2025-2026 имаме посејано 880 хектари со јачмен, некои минимални површини имаме со пченица околу 40 хектари и остатокот од површините се под угар. Пролетни култури оваа година немаме. Имавме ланската година 300 хектари сточен грашок, кој што се покажа доста добро и е доста добра култура за плодоред во вакви подрачја. Производствените трошоци во последните неколку години постојано растат. Минимално, а меѓутоа постојано растат. Почнувајќи од самата нафта, од самите вештачки ѓубрива. Исто така тука е и порастот на минималните плати. Кога ќе земеме се во оглед, трошоците постојано растат. Меѓутоа цената на културите како што се јачмен и пченица е постојано иста. Моментално имам информација дека цената ќе биде иста како лани. Тоа значи од 9 до 9,5 денара по килограм јачмен. За пченицата се уште нема некои информации, меѓутоа 9 до 9,5 денари по килограм јачмен е сосема мала цена, што не може да ги покрие основните трошоци за производството и за плата за вработените. Да не зборуваме за финанси за инвестиции во наредни години. Такви финанси нема да останат ништо со такви цени. Правиме детална анализа на производството, така да производствена цена на јачменото е некаде од 12 до 13 денари. Така да тоа е производствена цена за да ги покриеме основните трошкови во фирмата. За 2 дена веќе сме стартувани со жетва. Може да кажем дека и малце касниме, меѓутоа имавме некои причини за тоа, така да за 2 дена почињеме со жетва. И жетвата ќе трае негде околу 25 дена. Со работници може да кажем дека просечна старосна граница е веќе над 55 до 60 години, што е стварно жално. Млад човек во земјоделие тешко иде. Мислам дека не е проблем финансиската плата за човекот. Не сака да дојдат во земјоделие. Сака да одат негде на работа кај што ќе бидат дотерани, нема да има пршина, нема да ги пече жешкото. Од механизација едино не располагаме со комбајни, земаме услуга, особено во последните
4-5 години жнееме со фирма од Битол, Агродоминатор. Располага со нови комбајни и доста сме задоволни од него. Очекуваме некои приноси од 3,5 до 4 тона. Годината беше доста добра, особено пролетните врнежи беа доста оптимални, временски добро распоредени. Меѓутоа, ова е едно од најсушните подрачја не во Македонија, на Балканот, така да сите приноси над 4 тона, 4,5, тука се веќе задоволнителни и повеќе од тоа многу тешко. Особено ова подрачје, тиквешијата тука, за житните култури. Ние не можеме со овие приноси да конкурираме на Србија, на Бугарија, на Грција, на Романија, каде што приносите просечни се над 6-7 тона. Така да тука мора да ни испадне во сусрет државата. Пошто ова е примерно производство, државата мора да застане зад нас. Првен да не обезбеде нашето производство, да се откупе по некои реални производствени цени, после се што е вишок да се увезе од соседни држави. Приоритет да се даде на домашното производство. Ипак сме први што почињаме со жетва на Балканот, се знаат количините одма. За недела-две ќе се знае точната количина на житарица која располага Македонија со приноси. Ќе знаат просечни приноси на блоковите, така да веќе може да се калкулира колку ќе има недостаток на јачмен, пченица, пченка. Меѓутоа мислам дека многу касно се реагира и со стокови резерви, и со самите работни групи во секторите за поледелство. Тоа треба да се прави 2-3 месеци пред жетва. И треба да се уклучат соодветни луѓе од производство. Мислам дека луѓето што учествуваат во тие работни групи 50% не се соодветни од производство. Секоја година, 2 недели пред жетва, без разлика дали имат конкуренција, самите преработувачки фирми меѓу нив седнуваат и ја диктираат цената на житарицата. Ланската година исто така беше добра година за поледелството. Немавме никакви поплаки од самите откупувачи, имавме само пофални зборови дека има стриктно за јачмена добар хектолитар, добри протеински вредности. Мислам дека оваа година е подобра со 20-30% од ланската година. Субвенциите, особено за фирмите, за Црвени брегови паѓаат скалјасто. Така да ги немаме оние субвенции што ги следува и обично физичко лице. Доколку ги имаме таквите субвенции. Тоа се субвенции што сосем доволно да инвестираш во нова механизација, каде што веќе ќе го зголемиме самото производство. Линеарно да биде, како што сме биле во соседна Грција, и аз кога дознав како зимат субвенции за житарица, они зимат фиксно 400 евра по хектар. 400 евра фиксна субвенција по хектар. Тоа е сосема доволна субвенција за поледелство. Уназад 10 години нашето производство секојаш се предавало во откупувачки центри. Така да нема да имаме никаков проблем со тие 30% што треба се предадат во откупувачки центри. Нема да имаме проблем околу тој фактор. Владата треба голем приоритет да даде на поголемите компании, кои што располагат со поголеми површини. Пошто таму си и поголемите производствени капацитети за житарица. Така да мора да учествуваме во сите планови на владата. Моментално добра е ситуацијата, значи задоволни сме од моменталната влада, меѓутоа мора да направиме нешто повеќе за ваквите комбинати. Значи во инвестирање во системи за наводнување, во инвестирање на поголеми дронови, поголема механизација. Гледаме дека веќе заштита се прави во глобала со дронови, што е доста поефикасно, поголема заштита да имаме на работна рака. Тие луѓе може да ги искористиме за други процеси. Владата може да приклучи кон нив, да размислуваме заедно. Да размислуваме и да работиме сите заедно, со меѓусебна почит на вложеното и според квалитетот да се вреднува лебното зрно, бараат производителите. И со право, во овие немирни времења на глобално ниво, мора да се цени домашното производство, а тоа годинава е поскапо. Цената треба да се движи од 12 до 13 денари за килограм јачмен, а за пченицата и до 15 денари.
Државата лани огласот од Агенцијата за стокови резерви за откуп на 9000 тони домашна пченица го објави на 16 август. Цената изнесуваше 13 денари за килограм без ДДВ-то. За прв пат приоритет е даден на домашната пченица. Навистина, овој производ е берзански, но треба правилно да се испочитува домашното производство. А домашната пченица, ова лебно зрно, може да се произведе доволно и кај нас, и над 300.000 тони, и многу повеќе. И тоа квалитетна пченица, објаснуваат производителите. Јасно е колку ќе посееш, толку и ќе ожнеш, но треба и модернизација, окрупнување, инвестирање и тогаш за сите ќе биде подобро. Редно е егоизмот да се тргне настрана, повикуваат производителите. Додека минатата година немавме овошје воопшто за консумација, праска речиси да не се роди, знаеме дека имаше измрзнување, годинава има добарот. И како што велат овоштарите, добро се стартуваше со некоја цена од 40 до 45 за килограм од разновидните сорти и овие повеќе видови на праски, зависно од сортиментот, пред се наменети за извоз. Некогаш девизниот прилив многу повеќе изнесуваше, имајќи во предвид и пазарот во Русија, Украина, иако трговците се обидуваат повторно да најдат некаква алтернатива за овие пазари, но на Европската Унија тешко се пробиваат. Зошто? Сега е старт на сезоната, уште не сега се прават договорите. И има род това година, и имаме спринг крес и оваа сорта е нова сега шпанска сорта, подсрвена, за европски пазар се спрема. Русија ни ја затворија, кога беше она беше подобро. Русија е фактор што ни треба, ама за жал. Слушаме интереси на Европа, а Европа нас не слуша. Е тоа е. Они се штитат, самите себе се штитат. Што владата може да ти направи трговијата и владата немат ништо заедничко. Имаме со цела Европа слободна трговија. Што треба владата да ни направи повеќе? Ние имаме веќе слободно. Нигде не пралечат. И тие што купуваат робата немат царина, ослободени се. Назад 20 години више. Италија, Грција, Шпанија, сите они имат големо производство. Ние сме мали за разлика од нив. И они имаат најверојатно некои поголеми субвенции за тоа што ние имаме многу помали трошкови од нив, а не може да се покриеме. Они имаат големи трошкови, нафти скапи, се живо, а одат со наши цени како одат, тоа е баш не чуде нас. Грција 1 евро, дури и слушам дека и пониско. Не знаеме што се случува, дали имат многу големи субвенции или што е работата, не знаеме. Значи конкуренцијата, Грција например, сега истата цена а нуде на пазарот со нас, они имат многу поскапа нафта, ние имаме многу поевтина нафта од нив. И како се вадат, не знам како му го наоѓаат крајот. Има повеќе дестинации, Литванија, Естонија, Полска. Некои сакат во пластика, некои сакат во дрво. Како сакат, ни тоа го правиме, тоа што го барат купувачите. 40 денара откупа денеска, ќе видиме натака како ќе биде, не знаеме. Зависно од побарувачката. Ако има побарувачка, може ќе дигаме цени, ако нема, ќе биде вака како што е. Не можеме сега ништо да кажеме за тоа што е старт. Што и да кажеме, ќе биде неблагодарно, може ќе излажиме на тие начин. Нон-стоп работиме, а ни беше убаво. Немаше праски и скапо ги продадоме и беше убаво. А сега има многу праски. Не сме само ни фактор. Тука е Грција, тука е Италија, тука е Шпанија. Сите имаат 2 година, се има. Со среща е катастрофа.
Не може да продајме кило среш. Нема кај да продајме. Сите имат. Сланата ги утепа и се годинова поарна од лани. Бара, фала Богу. Литванија, Естонија, Полска и некои други земји сега ги купуваат нашите праски. За сега почетната цена е задоволителна, но далеку од некогашните времења, кои во многу сегменти се променија. Работно се работи. Наместо младите дига, ќе дигаме ние на 70 вади. Друга вето мамни си. 10 декара лозе само. Праски немам. Годинава ветува добар род, во добра кондиција се праските, имат одличен квалитет, родноста е на највисоко ниво. Сега оставаме на времето да видиме како ќе се одвива од невреме тие работи, оти дошта имаме проблеми со град, други работи. Продажбата сега моментално добро се одвива. За почетна 45 денари за сортата Spring Cress, Бордо. Во текот на бербата, кроз сезоната, не знаеме дали ќе се задржи истата цена, дали ќе оде во континуитет со поголема или со намалување. Тоа се зависи на пазарот, пошто сепак имаме јужниот дел ни е конкурент Грција, така да тука и со нив се соочуваме исто со производство, исти се тие пазари, дали дел Европа, дел Србија, така да тука се зависи до пазарот. Ако се задржат тука овие некои цени, може да се остане некако со, пошто и доста сме намалени од земјоделците, доста. Имаме енерно високи цени на производство, ево скоро трет месец се соочуваме со евро и 50 нафта. До душа, фала Богу што државата дел нешто субвенционира со нафтата да можеме да произведиме за да може да се поопстане, пошто ако и нема помош од државата, тоа е ептен тешко се издржува. Помлад, постар насад имам околу 6 до 7 хектари плантажи. Во нив праска имам околу 4 хектари, крушка имам пола хектар кајсија, Роксана, нова приција, така да мешаме од културите. Од праската имаме од ова што е Бордото, Редкевен, Глохевен, тие сорти, нектарина, така обновуваме некои што се више пазарот ги бара со по издржливост нако. Нашите сорти овие некои што се ова сорта сега е интензивна од постарото време тука во Росоман Spring Cress, ама се смени времето и не и дава доволно кога треба да се оформи она на една швајчар жештини, така да и у брз период не може да се дооформи и многу брзо ни попушта на пазарот, така да со неа не можеме да конкурираме многу на пазарот, пошто е омека сорта. Кајсијата имав една нова сорта сега, приција, пола хектар за проба, тоа е обрана. Сега имам пола хектар Роксана, таа е негде за 20 на ден. Првата кајсија имаше од 80 па до 60 денари заврши до последно. Тие такви цени мислам дека тука за Македонија се задоволителни сега. Можеме и нас земјоделците ако не се питаме треба и подобро, ама тешко е, пошто имаме и увоз, слаба потрошувачка, низок стандард е кај нас на накој, пошто и тука во Македонија не можеме скапо да продаеме. Маржите тука треба надлежните институции тоа да видат што и како е, колку се откупува, колку иде сега има транспорт, се исто кај ништо има производство од кроење, од прихрана, заштита до берба. Тука имаме и ние наша производна цена, треба и државата да застане со инспекции колку може, пошто има транспорт, накво и до крајниот потрошувач иде па најскапо. Не е 10%. Тие работи треба надлежните институции од земјоделството и од државата кои се, што и колку треба и они да заработуваат, колку и ние. Пошто ние сме од сега еве че се прибере, есенва се заштитуваат и одма се ме закројуваме полека да ги втасаме и немаме опште одмор во земјоделството. Цело време сме во континуитет за производство. Проблемот со водата сега е надминат. Добро е, системот е
временски период пуштен се, кога е најпотребно за овошките го синира се, значи немаме проблем сега. Додуша, треба да се обнови. Имаме дефеци кај што може у секој момент да каже, тука тешко се реновира и се инвестира во каналите. Тие делови се слаби. Слаби се, пошто има ки што знам дека треба да се санира, само се замачкуват некои работи, така да... Оти тоа година кога беше проблемот, ептен што викаме преживеавме ние земјоделци тука од Дреново до Градско наваки, овој крак што се скина канал. Имавме 2 години проблем со воштарниците, што претрпеа за вода, за народната година не се озреа добро родните гранки и наредната година тек до тогаш се оформија па да дадат на. Овошните насади ги немаме, пошто еве тука кај што сме на пунктот. Овдека имаше ред за истовар сега. Сега нема, моментално сме на 50% од земјоделието од нас. 50%. Еве јас со мојата фамилија, со брат ми и со татко ми, работевме 20 хектари, 25 хектари земја. Сега останав само уште ја од 5-6 хектари и ги менјам културите како да можам да повтасам. Немаме скапа работна рака, производната цена, продажната е тука негде, не дига горе-доле, така да не можеме да обстанеме со тие работи. На нула, тешко се изгледа. Земјоделците работат преку цела година. Многу вложуваат да добијат род, да го зачуваат постојано, стравувајќи од невреме, од град. И најтешкото е кога и по која цена ќе го продадат. Оваа слика се повторува и во другото производство. Во Росоманско, овоштарството е намалено за 50%, вели овој производител. И додаваат, производството треба да се зачува, тоа што го имаме, но и да се потикнат другите, да се посадат многу повеќе овошни дрвца, бидејќи јасно е колку храната е важна. Минатата емисија говоревме за доматите, конкретно во село Пиперево во Струмичкиот регион, каде што од 50 денари секојдневно паѓаше цената 45, 40, а не знам веќе дали можеби и се намали на 30 денари. Оваа нестабилност носи несигурност и нема никаков профит за земјоделците. Велат, не сме доволно заштитени нити од она што е увоз и повторно напоменуваат на големата разлика во цената која што е откупна и онаа продажна каде што ние купуваме од овие домати. А квалитетот знаеме каков е на македонскиот домат, иако не само за домашниот пазар, тој е соодветен и за извоз. Дали имаме извоз, дали ќе се заштитат производителите, огорчени се, велат нема повеќе да произведуваат, бидејќи не можат да опстанат. Пред се благодарам што не посетивте денеска. Денеска имаме берба, искуството е исто како лани. Истото време и ова лани, само продававме луто, оваа година почнавме со втора берба домат. Лани почнавме слично на оваа цена, ама се качи цената. Сега цената е катастрофална, 30-35 денари екстра домат што го гледате во позадина. Производствените трошоци се 45 до 50 денари. Пред 30 дена некој Драги Памуков од Струмица имаше интервју некој на телевизија. Кажуваше за 1 мај патлиџан го продаваме за 180. Тогаш увезувавме патлиџан, бидејќи немаме рано градинарство. Чареа трговците. Сега пак истото се случува. Пак увезуваат трговците, ние со 35 денара. Лично за себе, бидејќи не зависам од ова што го работам, иако работам веќе од 91 година наваму, без разлика дали се лутале ортаците мои, јас у година веќе не работам. Ова не го работам. И не е само ова. Истото е со праската, исто е со зелката, исто е со пиперот, исто е со се. Значи во ек, кога ние почнуваме да произведеме, кога треба да се гордееме со овој квалитет, црвен, розов домат, ние овде пакуваме, работиме, Бог да чува како да има умрето некој. До кога вака ќе биде? И нема веќе да биде. Значи, продаваме струја, убаво ни работат електраните, МКК, оние мали хидроцентрали, работат овие биоцентралите. А ова, еве, произведуваме веќе 9-10 години, од кога ги направивме високите пластеници, 10-та година произведуваме
цирка 40.000 килограми или 40 тона. Значи, оваа цена што ја кажувам 45 до 50 денари под услов да роди корен патлиџан 4 до 5 килограми. Сега имаме напад на тут. Граѓаните ќе речат прскате со еден. Не можеме да се заштитиме. Ги запазуваме каренците. Прскаме со така наречено пестициди што ни препорачува Европската унија. Со мала каренца, со ред други работи. Колку повише прскаме, толку повише има. Ние денес ќе имаме најмалку 100 до 200 кила шкарт, што ќе го фрлиме затоа што е начнато од таа. Добро е што прелиминарно или прво таа тута апсолутна ларва, пеперутка, најпрво оди на листот, потоа се префрла на плодот. И некој ќе има големи економски последици, барем кај мене, гледам, а исто е насекаде. И во Струмица се борат со незе. На отворено после 30 дена, после во август ќе немаме патлиџан. Не може на отворено. Само на повисоките места ако работи некој. Имаме 2-3 жени од градско кои работат со доматите. Ако не се тие во доматите во градско ќе завршат. Кај четворица 5 луѓе што работат домати, тие две жени одат на мотање, врзување, подкршување, филизирање, сечење листи и така натаму. Само тие две. Ако не се тие две, отиде градско, нема, ќе нема. Сам човек не може да изработи ни 100-200 квадрати. Претходно имавме марула и спанач, значи како зимски култури, и марулата малтене едно на друго 10-15 дена помина некако. Спаначот не беше баш добро. Сега после овој дебакал со патлиџанот како што почнавме, мислам дека ќе работиме колку што може со своја сопствена работна сила, бидејќи на секој плаќаме. Плаќаме на трговецот, работел не може да го работи со 5 денари. Треба да товаре. Го покриваме товарачот, го покриваме истоварачот, го покриваме трговецот, го покриваме и маркетот. За нас што ќе остане? Ништо. Ништо, апсолутно ништо. И уште не се свестиме. Упорно сите. Нема, од 91 намам, јас тога баш почнав, како да кажам, порастав, сум имал 23 години. Од тогаш само што заврши факултет, 95 година. Го работам ова, дали пипер, дали луто. Не викам дека не сум заработил. Од 91 се бориме со истиот проблем. Почни да продаваш на добра цена, ќе увези. И значи во увозот ќарат само трговците и само трговците. 700 кила палета, кога се руше скроз цената, кога се расипат, ја дават за 100 евра. Тоа фактички негде по 10 денари, 15 денари. И велат трговците, и пола да фрлам, пола продавам. Има реклама, маркетите рекламират, земаат гајба вака, повелете, се гледа гајба, зад него палета наредена. Прекарсен домат за 298 денари. Не сакам да ги именувам, во Велесе. 298 на гајба. 6 кила 298. Значи тоа му избаѓа негде по 35 до 40. А пакувањето е еднородно. Кај се мешевина гајбите што ги изимал зимно време. Јас не знам тие луѓе во Албанија, во Грција, во Турција зашто работат. Мора да се леко нечи игри. Па имаме патни трошкови, има нафтата таму била поскапа. За колку го продаваат тие таму патлиџанот? Што се носи во тие камиони? И таму е топло, само што да речеме има повеќе, ово е посвеж. Тој додека се спакува таму, додека отиде на граница, едно друго е фактички 5 дена, 6 и 2 дена да задржат на граница и толку треба. Знам дека во аптеките, кај што взимаме препарати, им бараат да запишуваат кој со што прска, како прска и да се води евиденција. А инаку околу тоа дали вршат и контрола на субвенциите. Субвенциите ни се пријавени за 2026, ни се дадени за 2025. По навика од порано, ќе удари град, ќе фане поплава, дајте оштета. Сега викат, ако бараш оштета, нема субвенции. Порано имаше и оштета и субвенции. Тешко е. Јас ви кажам, лично не зависам од ова. Ќе издржам уште овие 2-30 дена и веќе домат не работам. Не работам. Зелка марула, нема работа. Насади го, ако земиш некој динар, народски кажано, земиш. Ако не, нека му мислат главешините. Ама што е најстрашно, ние пак се рушиме државата. Данок се зима од се. Не може сиромавиот и богатиот исто да плаќа данок. Ние сите сме исти со тој рамен данок 10%.
кога ќе почнат нашите производи да стасуваат, да доаѓаат на нашиот пазар, да се воведат царини или ограничени количини на увоз на земјоделски производи, патличено овој треба да биде 80 на пазар. Во 80 денари има се. Мене не сакам да го продам повише од 50 денари. Не сакам 51 денари, не сакам 52. Сакам 45 до 50 денари. Толку ме кошта. Со толку имам и заработка. 60 дека го продават на пазар, 80 на тезгата. Со 80 денара секој може да плати. За мајот плаќаат 180-200 денара, 210 денара патлежини. И сега 40 денара, 50 денара. Зошто? Сме го исчистили албанскиот домат. Сега еден ќари, а колку производители се вака револтирани како мене. Еден куп, а само еден има корист. Тоа било од секогаш, вака е, не знам во идене како ќе биде. Не ни помага ништо. Видете, знаеме и ние селаните, ако веќе сме селани, како се пие кафе еспресо во кафана, како се јаде сладолед. Сето тоа го знаеме, како се оде во Грција на одмор, како се оде на патување во Рим, Колосеум. И ние не сме најдени на патот и ние имаме два реда школа завршено. Преку глава ни. Не на градинари, не на ратари, не на сточари. На сите му е преку глава, верувате ми. И нема, никој нема сенс да слушне. Бегале малите. Мојот син е машински инженер. Вчера дојде вика тато овој патичен најмалку 6 да го си замина на работа во маркет. И нема да се врати во градско. И нема да дозволам да работи тука. Кој ќе работи? И оние без школа веќе не сакаат да работат земјоделие. Ќе одат ќе аргатуваат по туѓите имоти во Хрватска, во Италија, нема да мислат дека таму за кумови ги викаат и таму ќе работат. Али барем ќе бидат луѓе, не знам како што да кажам. Значи, јас сепак се извинувам вака малку што навлегов револтирано, но стварно ми е тешко овие денови, ви велам, ако се издржи овие 2-30 дена да го изреализираме производството, толку ќе биде со доматот, барем од моја страна. Се што е инвестирано во земјоделското производство, во домаќинството, во куќите, се знае од каде потекнува, токму од ова производство, кое што некогаш изнесува од 50 до 80 тона од домаќинство. Разновидно производство, сега во моментов, се доматите и повторно овде нагласување околу цените и околу маржите. Откупна цена во моментов кога ние снимавме беше 40 денари, иако се започна со 50 денари, а лани тие 50 денари за килограм домати се задржале подолго време, така да очекуваа дека сепак има стабилност во однос на оној континуитет кој што треба да го имаат, а не да осцилира постојано цената. Од зелката и задоволни и незадоволни, особено од почетокот, од 60-50 денари, но велат дека она што беше важно е будното око на владата, на државата, околу она како се откупува, како се исплатува и по која цена. И откако таа контрола или надлежност, инспекции некако олабавува, тогаш и трговците си тактизираат со своите цени. А нашите домати, краставици, пиперки се извезуваат, со својот квалитет се издвојуваат од останатите, не само на надворешните пазари, туку особено овде на домашниот пазар. Но треба да знаеме и да го цениме тоа што го имаме, да го препознаваме, што е домашно, што е увозно, но и треба да се прави многу поголема контрола околу маржите. Ако овој домат овде се откупува од 40 до 50 денари, кај нас во Скопје стигнува и до 100 и 120 денари, зависно се верува дека може малку ќе падне цената, но знаеме дека оној закон за нефер трговски практики никако да стапи во сила. А како што и започнав, за земјоделците, за селаните кои што живеат во руралните средини, видливо е од каде потекнува и оваа убавина од двор, од куќа, од инвестиција, од се она што е потребен за убав живот и овде во селото, од она што го произведуваат од сопствените раце. Ние
земјоделците повеќе това што сада предходната година што обравело, обично сите това го правиме и повеќе го поставяме това производство. И сега у селото знаеш како, зашто ти да имаш 10.000 корена, што викам, јас да немам 20 или некои 30, такмичите тук народа. Ама ние нашето село Перево изключено, значи по патиджана. Патиджан, зелка, пипер, позан, това сада. 15.000 корена, хайде не кажем, не за началане съм 52 тона набрал, байде може съм 45 или 50 пал. Тука, вайде не изключило да кажем, с патиджан, не само мојо, изключило на цело село шо, значи беше добра годината, съд е добър. Нема лош патиджан. Има луѓе што ќе наберат и по 100 тона от нас са. Али колко имат трошково, не знаат. Што да очекуваме? Лошо крена цената тази година, бидејќи раното беше 2 евра и 3 ги плаќаваш, се вика, ние и 4 плаќаваме за да купуваме да ядеме, а сега неки да платят ни 50 динари. Еден ден, два, колко беше 50 динара, се го рега 35, ай, викам, нека 45, па ние земеделците, нели, са тешими на това, се го рега 30. И сега, не знам, това утре може им текна 30. Ние сме благодарни, ай, викаме 45, на 40, и тази да не се говорят 40, пак сме задоволни, нели, ние земеделци. Ама тежко, какво да... Добре беше това, така. Вечерното иде на 50 динара, 50-45 иде. Що стана зелката раното? 56, почнава 50, малко главата натисна ги тогава министър дойде, ай, тази неделя да не са свободи от 50 и сварно го държа. После почнава право от 45, от 45, 35 е свободи. И на косорията и няма сега да вземат. Последна народата, маленка сака, най-добрата зелка човека, крупната човека, не ска да откупва. Така остана човек, по 10 динара. И 8 на зима. Ми ги прави да извадаш. Не е и това решение. Значи, трябва, значи, целокупно производство да има такова стандартна цена. Не е кимания много да кажа. Да може да се изплати и за нас. Не само ние унатър се. Мява да не гледаш обиде. Аз съм патиджан. Човецата за индустрия го бера от тук. На 10 динари и 8. Това не ли срамот? А 8 динара една семка. Що ки взема с 8 динара? Една жвака 15-20 динара. И тежко за напред. Не знам. Дали ки са произведат. Търговци. Они се викат пазарнейки. Албанска имала, защото знам там дека нос устребя. Дека они били при край вече. И ефтина цена нудили на пазара. И сега... верувам, аз от него бил ними. Не може со нашиот патиджан никак. Нашиот патиджан е, што да ти кажем, значи, бренд има ние, да кажем, у Македонија, посебно струмичкиот патиджан. Познава се, сами патиджан, што ќе го видат, значи се познава. Ние не е изначен се. Ние на негде, неги четворка и петка и повеќе го берат цели родове, да кажем, по 4-5 колко има. Цървени го пакуват така в амбалажи и по сами амбалаж се познават. Там моментално вечерната фирми, що извезват от тук, си имат нимни амбалаж. И они си взимат амбалаж, дават народу и ние си го пакуваме. И си знаят, значи, търговец ще дойдат там, ще вземат неговия амбалаж, ако се погодят добър, нели? И утре, ако ги дойдат, вземат, пак и вземат от него, значи. Зелка има амаранто, по селото има курцо капира. Цървен, от пластеник, имам нещо по 3 декара. И сега е вече това завръзва. А ние лани почнаваме 60, 55-50 гайби, да кажем, за извоз. После почнава с 35 право у Кошева за фабриката. Малко тази цена, 30 динара не изплати. Айварка го садат по-рано и го берат цървени. Го берат го и дават на... От това ще они го носят. Бугария, Хръбърска, Сръбия, да кажа, го носят. Ай почнах 50, 15 и 45, да завърших аз.
Ама не е това речен 20 души, 30 у селото, а 200 куки остана на 15 динара и 20. Па и аз на колко година може да му дадал по-ефтино, некој по-скапо. Ама треба вечерната да останаме, значи сите да взема пари, не само поединци. И аз мислам, треба, ако не повеќе, владата шо, значи они малко ќе ръжнат контрола на откупувачето и пък има некој успех. Ама гледам вај година никој нема за партизан, посебно никој. Јас верувам ти у Скопје испод 100 не е партизан, може и 150 да е. Јас тук у нашо пазар глобал е 120-130 динара. И сега кој е добиток, а кој е губиток да каже? Трговци, препродавачите, значи они денес ке взема 50 кило и сега продава. Има си миштори, колко, толкова, по нещо. Он пъна са пари, ние само вадам от джебата. Сино, кај мене, се надевам, викам, ай да продължи он, нали? Ама как ще да работа, тежко. Защото с голема веќе, това ще го има, не може да го пласирам. Аз 20 година правих на оранжерия 2,5 декара. Пишман бидах што направих, да кажам почтено. Направих аз да ми улесна работа 6 години сега, не съм 30, свикако некој, да кренем да викам, еш некој година ще останала, да си улеснам работа с узяната. Дека може, дека аргата ще се вика работници, ке фајќам, дека ние ќе гледам повеќе со них сме. Толку, ние веќе от нас. Повторно истото. Разлика во цена. Дури и за 3 пати. Некој, а се знае кој, треба да го контролира тоа што се случува на терен. Е повикот од земјоделците, кои што честно си ја работат оваа професија, живеат од неа и се надеваат да дочекаат и пензија. Здравствено и пензија си плаќа годишно, секој година. Купувајте домашни производи, а меѓу нив секако е македонската цреша. Има разни сорти, знаеме дека има во повеќе региони, а овде во Велјуса карактеристично е што периодот на продажба е од мај, па негде може до средина на јуни или пак зависно од временските услови малку и да се продолжи, но еден апел од сите овде производители дека треба правилно да се вреднува нивниот труд и она што го имаме како квалитетен производ, а тоа е дека цената која што започна со самата берба од 40 до 60 денари навистина не е задоволителна. Некогаш од овде црешата се извезуваше и во Русија, Белорусија, во Хрватска, цената секако беше повисока, но еве да размислат и нашите трговци, извозници на ова подрачје, ако не за годинава, а за до година, каде што може од овде само да се набере од 200 до 300 тони цреша, да размислат да се организираат со мештаните за да има успешен пласма, односно извоз, а со тоа да се добие и девизен прилив за државата, а секако и поголем берикет за нашите овоштари. Овштарник имам околу близу 1 хектар, 7-8 година, имам од 15 и до 20 години насади. Имам и млади насади, енос со нови сорти, а по 2-3 години енос и сорти имаме Регина, имаме Ван, рана сорта и ние како што викаме долга пашка грчка, најстара сорта. Климатските промени многу влијаат на црешта. Лани немавме ич род, измрзнаа на цело. Овај година малку нешто подобро, ама променливо многу мразува фанаа покасното и тоа утиче на развојот на црешта. Од овие дрвца, ако добро секак што треба, до 6-7 тона може да набере. Немаме редовен откуп, немаме магазини да не ја загарантирана цејанта или на сорти да не ја зимат на прва класа, втора, трета,
така кој как ќе најде, снаоѓаме се лошо цејанта катастрофа, баш моментално сега за најубавата цреша катастрофа. Цејанта моментално 30-40 динари, това за најдобрата цреша. Реално црешта, како што дојдеа поскапување, нафти, се што се покачи, мислам цејанта не би требало од 70-80 денари да помалку. Од евро нема шанси надоле да се исплаќа да бераме. Бераме са бале рано, мора да се организираме повеќе, многу тешко се бере црешта и бераме додека поладничко до 10 часот и така, после прекинуваме на жегата, не се бере цреша, не е добро да береш. Па работници по потреба, кога имаме многу, збираме, ако не е само фамилијата се, бераме колку можеме. Каскала употребуваме на старите дрва што ни се, ако бераме на нив, а веќе младите насади гледаме да не употребуваме скала. Овој проблем што го имаме со пласманот и откупот на цреште, баш затоа минатата недела направивме една манифестација за прв пат во Велјуса. Немаше досега црешијада. Се со цел да ја подигнеме свеста кај откупувачите и истовремено и да апелираме до сите трговци, производствени капацитети, дека ние имаме во Велјуса цреши. Да можеме на некој начин да го растеретиме пазарот, зашто имаме цреши и за пазар, имаме цреши и за индустрија. Еве, апел уште еднаш до сите бизнисмени, стопанственици, нека повелат во нашето село, да седнеме, да дојдеме, да се договориме како ќе оде откупот, па и ете да ни помогнат со некој преработувачки капацитет, дали ќе прават сладко, дали некој компот, сокови од цреши. Имаме ние количини да ги задоволиме сите потреби и на пазарот и во индустријата. Еве, во текот на еден ден во Велјуса има капацитет до 15 тони цреши да се наберат. Мај месец, па и до средината на јуни, станува збор за некои си 200 до 300 тони цреши, што може да се откупат во Велјуса. Да ни дадат насока, да ни дадат амбалаж, дека ние со амбалаж не располагаме, не знам со што се соочуват тие на пазарот, да ни понудат амбалаж, па има луѓе кои ќе спремат и за пазар, кои немаат добра роба за пазар, ќе спремат за индустрија. За воиднина имаме план да направиме здружение. Сега во кој формат ќе е здружение или задруга, мораме некако да се организираме дека ова веќе не иде така. Тоа што сме го слушале ние од нашите предци, дека откако знаат за нив, црешите во Велјуса се присутни. Меѓутоа, за разлика од сегашното производство кое е налик на плантажно производство, ако се навратиме порано, луѓето главно ги саделе овошките по крајот на нивите, по мегите, за да не бидат цели ниви, за да не бидат оданоче. И наспроти тоа сега, нели, ситуацијата е сосема друга. Благодарност до Министерството за земјоделие и до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, што во тој поглед, нели, не помагат. На субвенциите ќе бидат 37.000 по хектар, на 0,5 хектари, односно 5 декари. Сега тоа можеби некои нема да го исполнат и за жал, нели, тие поситните производители, можеби целта е и да се окрупнува производството, тие ќе се на еден начин оштетени. 30% да се прејаде на откуп, досега одговорните во агенцијата имале према нас разбирање, еве еден апел до нив, еден поздрав да продолжат со тоа разбирање према нас. Јасно е дека критериумите не им се строги. 30% предвидена минимална количина кај црешите, по таа нивната табела имат максимална и минимална, е 5 тони од хектар. Така да јас ако имам 1 хектар и 30%
прикажано производство со документација е 1500 кг, што сите речи си ги исполнуваме тие количини. Меѓутоа проблемот е што ние тие производи, односно нашата цреша, главно ја даваме на кванташки пазар, на приватни купувачи, да не се најдам во ситуација некој да се почувствува навреден, дека некој од откупувачите, кога викам приватен откупувач, може би имат фирми регистрирано, може би имат легитимитет, меѓутоа ние досега, барем до сегашната пракса, кажува дека црешите ги продаваме без документација. Со тој услов, ако не притиснат, ќе бидеме, да кажеме, оттргнати или оштетени од делот на субвенциите. Затоа така нели и апелира. Моите претходни дискутанти дискутираа во врска со начинот на откупот, со ниските цени. Јас само сакам да испратам една порака до сите граѓани кои ќе го следат овој прилог и емисијата, дека живееме во едно време кога сите зборуваме за здрава храна, но за жал поради на еден начин еден однос кон земјоделството, каде што ова дејност со години трпи една запоставеност, една омаловаженост, се помалку го имаме земјоделското производство, како нели градинарско, така и овоштарско, така и сточарско. Се надевам дека преку вашите емисии ќе се подигне свеста за примена на некои работи, на некои, да кажеме, производи кои на вистина можам да кажам дека се здрави. Секојдневните дискусии на луѓето, особено помладите генерации, сакаме да си купиме здрава храна, сакаме да купиме здрави производи, непрскани. Значи, луѓе, не постои, ретко се тие производи, единствено јас колку што сум информиран, јапонското јаболко и кивата не се прска. Меѓутоа, што сакам да укажам на сите луѓе во врска со заштитата на црешата? Црешата е еден од ретките производи кои со само едно третирање може да биде заштитена, значи слободно користете го ова магично овошје, ова прекрасно овошје, бидејќи ова овошје е присутно на нашите пазари само еден месец од групата на сезонските овошки. Често сакаме да кажеме, а и тоа го потврдуваме низ многуте теми на емисијата Аграр, дека ние сме тука за вас, земјоделците, и верувам дека дел од проблемите можеме некако да ги решиме, нагласувајќи ги и секако потенцирајќи она што можеби треба да се направи во развојот. Сето тоа останува сепак на надлежните да го решаваат, а ние сме тука да го забележиме секој момент. Во секоја емисија издвојуваме повеќе теми, толку ни е терминот, и се обидуваме, но ми се чини дека веќе има некаква рефлексија во она што значи некакво решавање на овие проблеми. Најголем проблем е пласманот, неисплатата на субвенциите, производството кое што тековно знаеме може да се соочи со многу проблеми, вегетацијската година трае, има постојано работа, се е тоа под удар на небото, односно на климатските промени кои што ние сите ги чувствуваме. Сакаме да напоменеме и да најдеме еден вистински правец, не само за решавање на тековните проблеми, туку и за да се најде вистинскиот развој на македонскиот аграр, да се доближи до европскиот. Верувам дека и со денешниве теми го заслуживме вашето внимание. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.